Добро вечер, Интеграл во 19 часот и некоја минута. Се надевам ќе наидеме на флексибилност од ваша страна што се однесува до некоја минута за доснување и дека тоа соодветно кој го искомпензираме што се однесува до темите кои што го обработуваат интеркултурниот диалог во нашето општество. Ромската заедница во Република Македонија, декада, дискриминација, образованието кај ромите, медиумите и нивната сензибилност или пак чувствителност која станува збор за дискриминација, во овој случај конкретно кон ромската заедница, каква е ситуацијата во рамките на Европската унија со положбата на ромската заедница, етничка дистанца меѓу заедниците од време на време се намалува или се раздалечува, зборувам за на национално македонско ниво, и колку ромите учествуваат во јавно-општествениот политички живот на Македонија. Накусо еден синопсис на прашања со мојот вечерашен гостин, доктор Ариф Пини, кој што е мој соговорник на оваа тема. Општа е темата ромска заедница, меѓутоа тука опфаќа многу подтеми кои што даваат пресек воопшто на секојдневието, живењето во современи прилики на ромите во Република Македонија. Добро вечер за вас и добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата и поздрав до гледачите на 24 вести. Така. 8 април неодамна помина, тоа е светски ден на ромите. Малку со терминот можеме да кажеме дека сепак овие теми се блиски до 8 април и е инспирација од тој ден, меѓутоа и не мора да бидат. Не е, предпоставувам, ниво полза на самата ромска заедница да се зборува за прашањата на ромите само кога се некои битни празници, светски, дали национални и така натаму, туку предпоставувам дека во таа насока треба да се зборува во континуитет преку цела година. Така, значи 8 април, уште во одржување на првиот конгрес во 1971 година во Лондон, се донесе одлука, значи да се прогласи како меѓународен ден на ромите и тој ден го слават сите роми во светот. Тогаш се донесе официјално и химна и знаме на ромите и од тогаш веќе ние ромите ни целиот свет се препознаваме под денот, нели, 8 април, тога сите го славиме и е само еден знак дека ромите имаат своја историја, ромите имаат своје знаме и своја химна. Така. Денес, односно според последниот попис, ромската заедница во Република Македонија брои некаде околу 52.000. Така, значи официјалната бројка според пописот е 54.879 жители, меѓутоа неофицијалната бројка која и невладините организации од истражување и многу други фактори ја имаат е некаде околу 100 до 120.000 роми на ниво на Република Македонија, меѓутоа официјалните бројки зборуваат така, некаде околу 55.000. Така. Кратко портфолио на мојот гостин за вечерва. Спомнав доктор Ариф Пини, меѓутоа што се крие за тоа, чисто да знаат гледачите отприлика со каков профил разговараме. Така, значи јас сум дипломиран на медицинскиот факултет во Скопје, вработен во болницата Ферид Мурат во ургентниот центар. Моментално сум и на специјализација веќе трета година по интерна медицина. Така. Долго време бев активист во NGO сектор, во невладиниот сектор, така да горе-доле ги познам работите и сум... Одлично. Токму тој е и соодветен соговорник на онаа тема, а во невладиниот сектор добар дел на оние активности на невладините организации кои што се занимаваат со ромската интеграција се однесуваат на дискриминацијата на ромите. Јас сум во медиумите секојдневно, директно или индиректно можам да сретнам или надписи или пак проблематики кои што се однесуваат на ромската популација, а на директен или индиректен начин ја офаќаат на некој начин или пак ја дискриминираат. Иако многу пати има исправки на сите тие текстови, сепак дали тоа укажува дека и самата толеранција или воопшто местото на ромската заедница не е се уште на она задоволително ниво, кое што би било еднакво во македонското мултикултурно општество. Така, значи зачнаме многу битна тема. Тоа што на почетокот би сакал да истакнам е дека почитувањето на човековите права и принципот на недискриминација е да речам, една темелна вредност на едно демократско општество. Сега кога зборуваме за дискриминација, а особено дискриминација кон ромската популација, тоа е тема која има многу да се зборува. Во Македонија постои, значи не можеме да речеме дека не постои дискриминација по сите основи, меѓутоа кога се работи за ромската популација, и како има дискриминација, тоа го говори извештајот на Народниот правобранител, каде што исто така се кажува дека постои во Република Македонија дискриминација по етничка основа. Јас би напоменал неколку примери, значи да бидам така малку пореален и попластично да ги објаснам работите. Не можеме да речеме дека немаме дискриминација кога имаме безброј примери на тоа.
Неодамна сега брзо имавме еден пример со случајот на отстранување на работниците роми од одделот за храна во трговскиот центар во Ситимол, каде што се реагираше од страна на невладините организации, се реагираше од страна на ромскиот народ, бидејќи тоа е класична дискриминација. Не зборуваме за некоја се скриена дискриминација кај што не може да се види, него буквално дискриминација која итекако е лошо да се зборува како прво. Понатака, ако се враќаме во времето на назад, можеме да зборуваме за многу примери. Да речеме, би напоменал со случајот на сегрегација на учениците роми во Битола, а по мои извори дека сегрегација се врши во другите градови. Тоа е нешто што според мене и според многу други не е прифатливо. И да одите со изговор дека нема место во ова училиште за ромските деца, па има во другото училиште. Сакали или нечто може да признаеме дека се работи за дискриминација. Вакви примери има уште многу. Вакви примери, тоа сакам да се надоврзам на тоа и мислам дека апсолутно нема потреба ниту да ги докажуваме, ниту да ги набројуваме, тоа е факт. И според извештаите на, без разлика дали ќе се земе извештај меродавен на Народниот правобранител, на некоја друга организација за заштита на човековите права, медиумите се тука и тоа како големи сведоци на истото. Меѓутоа, како во превенција на истата или ако веќе е случај на дискриминацијата, дали има соодветна законска регулатива или пак одбранбен механизам кој што ромската популација ќе заштити на соодветен начин. Значи, ние сите знаеме дека во Република Македонија постои закон за дискриминација, исто така постои една мрежа на невладини организации, каде што членуваат и ромски невладини организации кои се борат против таа дискриминација и за одбележување дека во скоро време се доби еден позитивен одговор од Комисијата за заштита на дискриминација по однос на представката каде што се однесуваше на еден текст во учебникот 4-то одделение, текст под наслов Оркестар, каде што беше напоменет терминот циган. И имаше доставено представка и Комисијата позитивно одговори. Ова е еден од моментите кој е многу битен, каде што дава еден апел и сигнал дека се работи на нештото и дека имаме некаков си одговор после многу представки поднесени. Често сме сведоци на тоа како се прави дискриминација и во телевизиските куќи. Ромските организации, ромскиот фактор многу пати делувал на ова, иако немал одговор соодветен, меѓутоа еве, за пофалба ова што се случи, што се доби еден позитивен одговор, ова исто така и заведено, мислам дека во извештај на Народниот правобранител, што говори дека постојат механизми, значи постои закон, постои начин како да се делува. Можеби треба малку повеќе да се преземат соодветни мерки, но јас цврсто верувам дека ова е еден од сигналите дека во иднина знаеме како да делуваме и знаеме како да дојдеме до решавање на проблемите околу дискриминацијата. Образованието го гледам како многу битен дел од развој на секоја заедница. Какви се предусловите во таа насока кај ромската заедница во Република Македонија во било кој контекст? Јазик, наставен кадар, логистика во оние општини каде што ги има мнозинство или поголем број или без разлика дали станува збор за општини кои што се со хетероген етнички состав? Така, значи во овој дел кога зборуваме за образованието кај ромската популација, можеме да се пофалиме со резултати кои се можеби видливи. Тоа што би сакал особено да го напоменаме следново. Ако се вложуваше во образованието на ромската популација изминатите 10 години, ние веќе имаме некако си фидбек. Предпоставка имате доктор кој е вработен во ургентен центар. Значи, искрено пристапување на проблемите, на решавање на проблемите, верувајте, дава резултати. Во овој дел, значи во образованието, изминатите 10 години се вложуваше доста, имаше доста стипендии и тоа говори дека има некаков си резултат. Како компарација, ако пред 10 години имавте студенти кои на прсти можеа да се бројат 5 или 10, сега имате 300 студенти, имате на 100 дипломирани. Сигурно тие дека ќе го најдат местото во општеството после стекнување на соодветно образование. Како позитивен пример би го напоменал во скоро време Сдруженијето на граѓани Сумнал, како добиен проект од Европска унија, изработи еден проект како ромите учествуваат и кој е уделот на образованите роми во општеството. Тоа е еден прекрасен документарен филм каде што се гледа дека ромите итекако придонесуваат во развој на македонското општество и тоа само како компарација, значи после вложен труд, после вложени одредени ресурси во областа на образование веќе имате резултати. Така да, кога зборуваме и во овој дел, можеме да кажеме дека има значаен напредок.
има значаен напредок, и тоа се сведува на тоа што се вложувало и искрено се пристапило во решавање на овој проблем. Добро, да кажеме тие 300 студенти, 250 или 200 да земе бројка кои што ќе бидат дипломирани, завршени, само некоја проценка онака груба, меѓутоа дали ќе може да го најдат своето место во општеството без политичка припадност? Така. Јас тука би кажала една многу интересна реченица на Малком Икс. Тој вели вака: пасош за воиднина е образованието. Утре припаѓа на оние кои се спремаат денес. Ова е само како апел до сите заедници, до сите народи, дека воиднина по мене ќе се разликуваат луѓето со капацитет и со знаење. Така да, ако ромската популација, ако се вложува во образованието, јас сум сигурен дека секој ќе си го најде местото. Може би во временски интервал тоа ќе касни, меѓутоа јас сум сигурен дека вложениот труд ќе си дојде на свој и дека секој оној кој вложил труд мора да постои начин да добие некако си фидбек. Така да сметам дека ако се продолжи во вложување на образованието, сигурно дека ќе се најде место на тие кои можат да придонесуваат во развој на целокупното македонско општество. Јас имам со медицински речник да се послужам тројна терапија. По 1 образование, по 2 образование и по 3 образование. И сигурно ќе има напред. Така. Современо македонско општество спомнавте и во истото многу е битно во демократско отворено општество, таа политичка, општествена, невладина организација на било која заедница и какви се ромите од тој аспект. Невладини има многу, без разлика дали се водени од роми за ромска проблематика или пак од припадници на други заедници и неколку политички партии кои што во согласност од некоја поделба на политичкиот апарат во земјава, дали е влада и левица или десница, и тие се приклонуваат кон една добитна или пак недобитна опција и на тој начин и самите припадници на тие политички партии имаат соодветен бенефит. Така, како што кажам, јас сум долго време во невладиниот сектор, имам некој си искуство и би сакал од това место да дадам еден апел, дека треба да се престане да се гледа на ромите како проект, него треба да се гледа на ромите како интеграција. Што значи тоа? Тоа значи дека неоспорен е фактот дека невладините организации имаат голем удел. И они беа двигателот или моторот за да се придвижат работите на подобро. Неспорно е дека и во политичкиот живот веќе имаме политичка партија, имаме која е на власт, имаме пратеник во собрание, имаме министер без ресор, како и да е. Но сето тоа мислам дека би овозможило да има подобар успех ако се генерираат силите и на едната и на другата страна. Знаете, невладиниот сектор е тој кој го придвижува моторот за да проблемите кои ги има ромската популација се решаваат на институционално ниво, каде што тоа може да го направи, нели? Може да го направат политичките партии. Така да сметам дека и ние како ромска популација и сите чинители и фактори треба да сватат дека е време да се преструктурираме, да застанеме на една страна и дека треба заеднички да ги решаваме проблемите. Неспорен е фактот дека невладините организации имаат голем удел во развојот на ромскиот народ, меѓутоа за да успееме во еднина, мојот апел и моето лично мислење е дека мора да се консолидираме и мора заеднички да имаме еден организиран пристап на решавање на проблемите во институциите на системот. Така, и веќе се ближи и крајот на декада на ромите, ако не се лажам, 2005-2015. Предпоставувам или барем би можел да кажам дека се забележителни успесите по одредени или пак повеќе сфери на ромското секојдневие. Сега не знам, тоа е мој впечаток од страна. Вие како припадник на ромската популација, тоа најдобро ќе го оцените. Јас секогаш велам, ако сакаме да го решиме проблем, мора искрено да го видиме. Ако искрено не го видиме, тогаш нема и да го решиме. Кога зборуваме за декадата на ромите, јас би започнал со следново. Ние сите знаеме дека шефовите на владите, како на Бугарија, Словачка, Романија, Унгарија, Србија, Западниот Балкан, се собраа и донесоа една ромска декада од 2005 до 2015 со цел да се решаваат проблемите на ромите кои се во овој регион, а и општо пошироко. Меѓутоа, што е тоа што е многу битно? Треба да се свати дека декадата на ромите е јавна политика и дека таа се спроведува на регионално ниво и дека државите кои ја подпишаат декларацијата
треба да сватите дека тоа нивна обврска. Значи, тоа е документ кој е потпишан од страна на државите и нивното потпишување значи превземање на обврска за решавање на проблемите. Не случајно е таа ромска декада. Кога ние би немале проблеми, би немало таква декада, нели? Меѓутоа, ако веќе државите потпишале некаков си документ, сметам дека треба и малку посериозно да пристапи. Да, меѓутоа сме веќе кон крај на тој период. Така, Тоа можам да кажам дали веќе има забележителни резултати или така, оценка значи, на целите. има истражување од страна на невладина организација ИНСОК, каде што тоа е декадна стража, каде што прави анализа на тоа што се случуваше. И единствено што можеме да се пофалиме е во делот на образованието, каде што се чувствуваат одредени бенефити. Меѓутоа, во другите области не би можел да се пофалам. Иако не велам дека нема некаков си напредок, иако не оспорувам дека се превземаат некакви си мерки, меѓутоа, тоа не е доволно за да се придвижат работите и да имаме некакви си видливи резултати. Значи, во областа на образованието би можеле да се пофалиме за разлика од другите области, а знаеме дека постои домување, вработување, образование и здравство. Тоа се 4 области, ја знаеме дека постои национална стратегија на државата, знаеме дека постојат акциони планови и сега како една компарација, акционите планови завршуваат во 2013, немаме нови. Што правиме? Дали треба некој да превземе мерки, кој е тој што треба да поттикне да се тоа направи? Така да повторно велам, не го оспорувам моментот дека има некакви си промени, но тоа не е доволно за да успееме да се интегрираме целосно и да направиме една инклузија во општеството. Така, а дали има генерално гледано и искрено кога станува збор за ромската популација во македонското мултикултурно општество? Од една страна ја имаме општината Шуто-Ризари како еден еклатантен пример на организација, односно самоорганизација на де факто најголем дел на ромска популација која што живее во оваа општина. Меѓутоа, дали е тоа соодветен модел на интеграција? Ромите во таа општина несомнено ги имаат сите права, ако ништо друго барем на хартија, по образование, здравство, сите овие што ги спомнавте. Меѓутоа, дали е тоа интегрираност или пак заклученоста само во таа една гетоизирана заедница е нешто што не е и баш толку согласно со интеркултурен диалог, каде што има отворени општини, поголема интеракција помеѓу припадниците на разни заедници. Токму така, значи, ако сакаме да зборуваме за интеграција, ние пред да зборуваме за интеграција мора да зборуваме за нешто друго. А тоа е за гетоизација, за дискриминација, решавање на овие проблеми, ако сакаме успешно да се интегрираме. Знаете, за да има успешна интеграција не е потребна само една страна, потребни се две. Тоа што е како мој заклучок, а и заклучок на повеќе фактори од ромската популација е дека гетоизацијата не дозволува интеграција. Знаете, нас не ни треба посебни училишта, нас не ни треба посебни места, нас ни треба места директно во општеството. Јас често велам, ние живееме во едно мултикултурно општество кое не е хендикеп, него напротив е придобивка. Јас тоа го гледам како една придобивка, да имате повеќе народи, повеќе култури, тоа е нешто што треба нас да ни е гордост. Меѓутоа, има едно битно правило, а тоа е не смееме да живееме едни покрај други. Треба да живееме едни со други. Тоа ќе добиеме интеграција. Што значи тоа? Тоа значи дека ако сакаме да пристапиме кон една заедница да се интегрира, ние мора да ги отвориме вратите. И не да правиме посебни училишта, не да правиме гетоизирање, него треба заедно едни со други да живееме. Апсолутно, тоа е тој контекст во кој што ви го постави прашањето за примерот на општината Шуто-Ризари, каде што од една страна правата културни се запазени, меѓутоа интеракција не може да се каже дека е во план запазена, ако зборуваме за едно отворено општество и интеркултурен диалог, каде што веќе има диалог помеѓу заедниците, а не конклави или пак издвоени заедници. Што и колку прави самата ромска популација, тоа прашање претпоставам дека го покривме со она на политички општествен план и би направил компарација со она што каква е политиката во Европската Унија за ромите кои што живеат таму. Од една страна имаме драстични примери, каде што се прифаќаат или се спроведуваат мерки за навистина соодветна интеграција на ромите во Европа, од друга страна и во одредени земји членки на Европската Унија, дури градење ѕидови во населби каде што живеат роми, градење на ѕидови од кои што се издвојуваат од локалното мнозинско население. Така, значи, неодамна, мислам дека на 8 април, Европската комисија прати еден апел да се
делува против дискриминацијата на ромската заедница и тоа не е случајно. Значи тоа е некаков си апел. Многу извештаи кои доаѓаат од надвор кажуваат и апелираат дека ромите се реалност на ова општество и ако има како проблеми, тоа се проблеми на општеството, не се проблеми само на ромите и соодветно действување, соодветно решавање на овие проблеми, верувајте ќе овозможи да ние направиме успешна интеграција. Меѓутоа има една реченица која често ја употребувам и која треба реално да ја видиме. Ромите почнуваат да живеат таму каде што завршува асфалтот. Тоа е проблем. Тоа Европската Унија во многу извештаи го кажува дека самите земји кои претендираат да влезат во Европска Унија мора да внимаваат и да ги решаваат проблемите што ги имаат заедниците во самата држава. Се прават напори. Значи, многу меѓународни организации, Европска Унија, извештаите кои доаѓаат во Република Македонија, како и во другите земји подписнички на ромската декада, упатуваат апел дека проблемите кога зборуваме за ромската популација се проблеми кои се реалност во општеството и само со заедничко решавање ќе овозможат да се надминат, а тоа го овозможува и трасира патот на Република Македонија во Европската Унија. Јас би напоменал и тоа дека ромската популација се труди, превзема мерки, се организира. Меѓутоа, верувајте дека кога малку повеќе би се обрнало внимание и посуптилно би се одело на решавање на проблемите, резултатите ќе дојдат. Проблемите што ги има не само ромската популација, не зборувам бидејќи ние живееме во едно мултикултурно општество. И сите оние заедници помали кои имаат проблеми, ако им се пристапи соодветно и ако се решаваат соодветно проблемите, верувајте, се решава проблемот на Република Македонија, не само на тие заедници, тоа возможува, што велам јас, еден добар пат за влез во Европска Унија. Така, бидејќи ова сега е емисија за интеркултурен диалог, се разбира голем акцент или главниот акцент е по повод 8 април и за ромската заедница. Меѓутоа, од друга страна спомнавте мултикултурно општество и несомнено тука мора да се спомне оној момент на интеракција со другите колективи, етнички чинители во нашето општество, пак анализите зборуваат дека етничката дистанца меѓу заедниците од време на време станува изголемена, понекогаш има и некои доближувања, меѓутоа многу се ефективни за жал оние инциденти кои од време на време се јавуваат и доаѓаат до тотална дивергенција на културен план. Ромската заедница во контекст на комуникација со другите колективи или другите етнички заедници во македонското мултикултурно општество. Така, значи може би ќе се доврзам на тоа што претходно го зборував. Меѓутоа, кога зборуваме за некаква си соработка, нели, на заедниците, соработка, соживот, интеракција, да. Нечем да видам погрешно разбрано, меѓутоа има некаква си бариера или зид кој не овозможува едната страна да пристапи кон другата. Да речеме, многу реално гледано на работите, оној кој се почувствувал дискриминиран или оној на кого му се поставил зид, знае како се чувствува. Оној на кого не му е поставен таков зид, он не знае. Што со ова сакам да кажам? Со ова сакам да кажам дека ромите во Република Македонија и те како се трудат, и те како работат на тој интеркултурен диалог. И те како работат на таа меѓусебна соработка, бидејќи ние како заедница сме сватиле дека само со заеднички соживот ние можеме да одиме чекор напред, сите заедно. Меѓутоа, како што кажам, нечум да бидам погрешно сватен, постои таа бариера и се чувствува и многу едноставно. Ако земете ром кој живее во една гетоизирана средина и го пратите во средина која е веќе интегрирана, поразлична средина, он ќе чувствува некакви пречки. Ние можеме да се подскриваме за тоа и да викаме дека се окей, дека свет цвета и ние сме добро организирани, имаме интеграција и не знам како, меѓутоа ја зборам реалноста. Ајде да видиме еден ром кој живее во една таква средина, да видиме како се чувствува кога ќе дојде во град. Да. Значи ние мора да преземеме мерки за заедничко живење. Да, тоа е таа реалноста и токму во тој контекст, господине Пини. Меѓутоа, кога ги слушаме политичарите, секојдневно од професионален или од друг аспект, барем јас сум сведок на тоа, кој што укажува дека во овој случај за ромската заедница сите права се застапени, ромите ги уживаат сите права, се еднаков дел од културниот простор на Република Македонија и така натаму. Меѓутоа сето тоа е на хартија и во оние моменти или пак во онаа насока на гетоизација кој што ја кажав.
Дајте им ги правата и нека ги ромите таму каде што се. Супер сте таму и ги имате сите права. Меѓутоа тоа е далеку од некоја интеракција која што би можела да се каже. И тоа е тоа што ме плаши, да. Да, тоа е, па дали плаши или не, но во секој случај не може да се каже дека слободно ги има истите подеднакви права и ја нема дискриминацијата кога ќе излезе од таа гетоизирана заедница. Повторно ќе се навратам. Дали сакаме вистински да ги решаваме проблемите или тоа е само некоја си маска? Ако ние сакаме вистински да ги решаваме проблемите, нас ни треба интеграција. Нас ни треба диалог со другите заедници, нас ни треба заедничко живење, како што реков, живење. Да, меѓутоа се зборувате во идно време. Значи нам ни треба. Сега да зборуваме што имаме од тоа. Дали го има диалогот? Дали ромите живеат сепарирано, сегрегирано, так. Дали има секојдневната дискриминација? Тоа значи ако зборувам во идно време нас ни треба, значи го немаме. Так. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека ние треба да сватиме дека на хартија како права, окей, меѓутоа во имплементација ни фалат. Не можеме да се пожалиме дека воопшто проблемите ни се големи. Меѓутоа, треба да кажеме дека многу работи кои треба, нели, да се имплементираат ги нема. Еве пример. Ако зборуваме за вработување по етничка основа, ако зборуваме за вработување по рамковен договор, нас тоа многу ни фали. Ако сме како народ 2,7%, ние треба да превземеме и да ги бараме правата за вработување. Добро, тоа е политичко прашање. Тогаш може да се каже дека сте политички неорганизирани доволно за да ги издвојувате тие проценти кои ги спомнувате. Така, значи би можеле да кажеме дека треба да се преземат мерки во иднина и треба, неслучајно реков на почеток, да се заеднички организираме за да тоа што е декларативно пишано, нели, во хартија да се имплементира во реалноста. Така. Лични карти, документи, тоа е редовно на дневна база која што се спомнува и дел од граѓаните на Република Македонија, за жал и денес во оваа 2013 година тоа го немаат. Дали тоа станува збор за државјанство, а родени се во Република Македонија или пак за некој друг документ, и за жал реалноста е таква дека 95% можеби од тие граѓани отпаѓаат, односно се припадници на ромската популација. Невладините организации тука де факто играат голема улога, потоа тука е соодветната здравствена заштита и домувањето, дел од оние последни активности со питачењата кои што Министерството за труд и социјала сега веќе објави еден број, ако не се лажам, кој што веќе на некој начин ќе се обиде да го реши тој проблем. Сето тоа се секојдневни проблеми, но сепак дел од ромското секојдневие. Така. Значи, како што напоменавте, ако постојат луѓе без документација, 95% од таа вкупна бројка секај ромската популација. Значи, за да ги користат ромите, да го користат бенефитот и услугите на институциите, мора по некаква си законска рамка да достапат до таа институција. Така да, поседување на лична документација, поседување на лични карти, поседување на здравствени легитимации е само една од предусловите за да успееме да ги користиме бенефитите што ги даваат државата и институциите што го возможуваат тоа. Меѓутоа, за жал, генерално гледано, од сите заедници ромите ги имаат најповеќе овие проблеми. На ова област работат невладините организации, постојат невладини организации кои даваат правна помош, постојат организации кои се трудат да им помогнат со цел ромите да си остварат своите лични права, да дојдат до таа документација за да можат да ги користат услугите на институциите. Иако се работи на ова поле, се уште не е доволно, се уште треба да се продолжи понатака, да се идентификуваат тие кои ги немаат документите и во иднина да се превземе мерки тие да им се помогне да ги извадат за да можат да ги користат услугите на институциите. Така, за крај, претпоставам ќе се навратиме соодветно на оно самиот почеток, да не биде 8 април, само денот кога се зборува, се прави пресек на интеграцијата на ромската заедница. Претпоставам сте за тоа и како што убаво кажавте, да не се гледа на ромите како проект, туку како составен дел на македонското општество. Така. Добро, би сакал само да додадам нешто доколку има време. Да, се разбира. Значи, тоа што би сакал особено да го напоменам е дека лично од мене апел до сите во Република Македонија, особено до другите заедници. Ако го разбереме проблемот на другиот и ако подадеме рака, сигурно дека ќе има решение. Сигурно ќе има решение и проблемите што ромската популација
ги има во Република Македонија, па како и во другите држави, се реалност. Треба да ги сватиме како реалност и треба соодветно да пристапиме, да ги решиме. Само така може да се надмине тој јас од едните кон другите и да не живееме, како што реков, едни покрај други, да живееме едни со други. Така ќе успееме да направиме интеграција и така ќе го трасираме заеднички патот до Европската унија. Така, се надевам и ви посакувам успех во сите цели кои што ги спомнавте. Доктор Ариф Пини беше мој гостин, зборувавме за ромската заедница во Македонија со повеќе подтеми кои што се битни за секојдневието на ромите во нашето општество и до некоја наредна прилика на другите теми кои што се од предизвик или пак директно или индиректно поврзани со интеркултурниот диалог. Ве поздравувам.